Почнувајќи од 2018, па 2019, па 2020, па дури и во оваа 2021 година, Македонија според премиерот Зоран Заев секоја година добиваше по неколку датуми за старт на преговори со Европската унија. Последниот можен според него декември оваа година, после изгледа на крајот сепак станува невозможен. Причината е што веројатно Бугарија нема да добие влада, па големи се шансите да се оди на нови парламентарни избори. Откако не успеа Бојко Борисов и Слави Трифонов, сега мандатот го доби Корнелија Нинова од БСП, но тешко е да се очекува дека ќе биде составена влада. Со ова директно се удира по оптимизмот на Заев, кој најавуваше дека декември е можниот период за добивање датум, бидејќи Бугарија ќе имала политичка влада. Тоа го порача премиерот, кажувајќи дека претходно ветениот датум во јуни годинава нема да го има. Имам чувство дека на 22 јуни нема да се реши проблемот. Затоа што Бугарија има техничка влада и нема парламент. Но не е невозможно да се реши проблемот. Зошто го кажувам ова? За да не ги дигнам очекувањата на сите, заради тоа што реалност е во Бугарија дека на 11 јули имат избори. Но истовремено имам чувство на одговорност пред нашиот народ да кажем дека наша должност е да направиме се. И нема зијан ако направиме дури и успех и заклучиме од прилика договор кој што би бил верификуван од следна политичка влада и од парламентот. Подоцна годинава Заев сепак со намален оптимизам не сакаше да каже дека датумот ќе го имало до крајот на 2021 година, велејќи да не се кревала надежта. Тоа е работа на Европската унија кога ќе одлучат да продолжиме процесот, нека ни се јават. Ние меѓу време продолжуваме со европеизацијата. Дали можеме да очекуваме во 2021 да започнеме преговори? Или рековме не ја дигаме надежта повторно. Како да ја дигаме надежта повторно? Јас се надевам дека час поскоро тоа што го заслуживме како никој друг на европскиот континент ќе го добие. А претходно Македонија неколку пати го добиваше датумот за старт на преговори кој се уште го нема. Така беше на 2 јули 2018, кога Заев се пофали дека почнува и скрининг процесот, кој исто како и датумот се уште го нема, а истата година од авион стигна пофалба од Заев дека датумот бил добиен. Скрининг процес почнува на 17 јули овде во Македонија. Тоа е доказ дека Македонија доби датум за преговори. Доказ е дека Европскиот совет никогаш повеќе нема да се навраќа на Македонија да утврдува датум за преговори. Во авион што туку примив одлична вест. Република Македонија доби датум за старт на преговори за членство во Европската унија. Неисполнетите ветувања за преговори со Европската унија Заев се ги користи во предизборните кампањи, например на митингот во Шутка на 30 април 2019 година. Прво во Шутка Ризери да споделам и убавата вест. Пред неколку часа се вратив од Берлин. Нашата заедничка земја конечно отвара поглавја, почнува да преговара. Инаку првиот човек на Бугарија, Румен Радев, го предаде мандатот за состав на владата на партијата БСП на Корнелија Нинова, откако претходно беше во рацете на ГЕРБ на Бојко Борисов и партијата Има таков народ на Слави Трифонов, кои не успеа во намерите да состават влада.